Музиката не познава граници, а уметноста не наидува на бариери. Секогаш временска и добре дојдена ги разбранува позитивните струи, а оние кои ги восприимаат ја споделуваат радоста нивна и енергијата позитивна. Љубителите на рок музиката од Крива Паланка конечно добија свој рок фестивал. Joy Fest, кој се роди неодамна, но веќе цврсто застана на нозе. Ќе биде организиран премиерно со сиот предвиден концепцијски перформанс на 27 август на локацијата пред Основното училиште Јоаким Крчовски, зграда Партизан, до општинската зграда. Фестивалот, кој според организаторите ќе биде поделен во два дела, ќе ги сплоти кривопаланичките локалните рок групи кои ја одбележале музичката сцена на градот низ децениите, но ќе вклучи и настапи на звучни имиња од македонската музичка сцена. Во студиото на Златен канал гостуваше Наум Михајловски, еден од организаторите, кој ги пренесува деталите за премиерното издание на Joy Fest. А за сите љубители на рок музиката, Joy Fest ќе им понуди одлична забава, речиси 5-часовен перформанс. По тој повод, кај нас во студио го имаме Наум Михајловски, дел од организацијскиот тим, задолжен за целокупниот фестивал. Наум, најпрвен добре дојде во студиото на Златен канал. Кажи ни, кој се е вклучен во организацијата и од каде се роди идејата Joy Fest? Така, пред се благодарам на поканата и на вашата подршка. Во организацијата на Joy Fest се вклучени Александар Михајловски, Методи Цветковски, Емил Додевски, од кој потегна првичната идеја за Joy Fest, и потоа тука се приклучивме и јас и Весна Миленковска во организацијскиот дел, значи. Идејата од Joy Fest, Крива Паланка да добија свој бренд во областа на рок музиката? Па да. Сметавме дека градот заслужува такво нешто, дека ова ќе биде одлично за културното живење на градот во летниот период, дека ќе ја подигне атмосферата, ќе прострои една позитивна енергија. И мислиме дека е право време за еден оваков фестивал да се случи конечно во нашиот град. Така, дали токму сега се склопија коцките, а идејата беше од поодамна, бидејќи на кривопаланичката младина на вистина и фали баш и недостасува едно вакво нешто? Па да, за секоја идеја нели да профункционира и да биде реализирана треба да созре и да биде вистинскиот момент присутен. Така да мислам дека ова идеја е нели живее и е тука подолго време, но сега се поклопија коцките за сето ова да се реализира. Така. Како е предвидено да се одвива целокупната манифестација, кои се ќе гостува во Крива Паланка и кои се рок бендови од нашиот град, бидејќи Златен канал дозна дека и некои стари бендови кои што функционирале можеби пред неколку децении ќе се представат пред кривопаланичката јавност повторно, ќе застанат на сцената. Така. Па со оглед на нашата финансиска моќ оваа година, фестивалот за жал ќе се одржи само во една вечер, што секако сметаме дека не е доволно. Но нели, тука имаме планови за проширување во иднината. Ова една вечер сепак мислиме дека ќе биде многу интересна за кривопаланчани и сите оние гости кои ќе дојдат тој ден во градот да го посетат фестивалот. Концепцијски вечерта ни е поделена на грубо да кажем сега на два дела. Првиот дел е ретроспектива на паланечката рок сцена, односно тука ќе просторат, ќе се представат пред публиката кривопаланечките рок бендови кои што функционираат или функционирале во последниве 40 години на Крива Паланка, кои се врежале во историјата на Крива Паланка и во своето време значеле нешто за културното живење на овој град. Значи, тука ќе ги имаме Витези и Акорди, два бенда кои ќе настапат заедно и кои всушност ја донеле рок музиката во 60-тите години во Крива Паланка. Потоа ги имаме Стоп, кој функционираа пред 20 години и тие ќе го донесат ритмот на блузот на нашата сцена. И мислиме дека ќе бидат нашите посетители пријатно изненадени од нив. Мислам сите оние што не ги нели виделе слушнале до сега, помладите генерации. Потоа тука се Партали. Помладата публика ги знае многу добро и имам се фанови на нивните авторски песни, тие баш ќе се представат со авторски песни, за разлика од другите бендови кои се настапат со кавер верзии. Ги имаме Вертиго, кои се нели актуелни и да кажам главните кривци за една мала рок ренесанса што ни се случува во ова лето во Крива Паланка. Тука се Reflections, исто нова, млада, непозната за нашата публика паланечка група.
тоа е значи она што се однесува до локалната рок поп сцена. Додека од националната сцена, од поголемите имена ќе ги имаме Иван Раденов, кој луѓето го знаат нели како победникот на првиот македонски идол. Ќе ги имаме Next Time и ќе ги имаме Бени Носто. Што мислиме дека баш убаво ќе ја заокружи таа вечер и нели тоа е веќе кулминацијата на целата вечер. Дали намерно беше одбран денот пред празникот кој што е и државен празник Голема Богородица и празникот на градот Крива Паланка Свети Јоаким Осоговски? Секако, мислам тој ден беше се наметна како единствено логичен избор. Бидејќи нели за 28 тука имаме повеќе од 50.000 туристи во Крива Паланка, така да сметаме сега еден ден претходно исто ќе биде добар голем број на туристи кои се присутни тука, а за оние што може би сакале да дојдат на 28 мислиме па дека ова ќе биде еден повод да дојдат ден порано. Говориме за првото премиерно представување пред кривопаланичката публика на новороденчето Joyfest. Што понатаму? Што се планира и дали веќе се кројат контурите на следниот фестивал? Па, знаете како, чекор по чекор. Се надеваме дека секоја година фестивалот ќе расне, ќе созрева, ќе прераснува во нешто поголемо и поквалитетно. Првичната идеја и за идната година е да порасне фестивалот во број на денови. Значи, повеќе денови, повеќе изведувачи, повеќе денови забава за градот. Кој се помогна во организацијскиот дел на фестивалот, освен вие кои што сте задолжени за менаџерскиот и оној другиот дел? Така, па да, покрај нашиот волонтеризам, мислам дека за да го поставиме фестивалот на здрави нозе, целата идеја ни беше да направиме нешто што ќе одишува со некој глобален квалитет, да кажем. И сакавме да наметнеме високи стандарди уште од првата година, за да можеме тоа поквалитетно уште да го созреваме понатаму. И ништо ова не ќе беше можно без поддршката на локалното стопанство и локалното угостителство. Пријатно сме изненадени од начинот на кој не прифатија сите и што се одважија да го помогнат овој фестивал. Навистина се ретки оние кои, да кажам, не ја разбраа нашата идеја. И секако тука е општината која не поддржува финансиски колку може. Добиваме логистичка поддршка, се што побаравме добивме од нив како поддршка, така да сите со здружени сили мислам се да кажем кривци за ова што ќе се случи во понеделник. Музиката не познава никакви бариери, граници и единственото нешто кое што позитивната енергија своја ја дава без возврат. Секако. И ги повикаме сите љубители на музиката да бидат дел од фестивалот, да го одбележат со својата масовност и да бидат дел од историскиот прв Joyfest. Така. Да, ги поканувам сите, значи кои сака да ни се придружат вечерта, да се забавуваат со нас, ќе ни биде мило содружено. Официјалниот почеток на Joyfest е 21 часот, понеделник, 27 август. Водител на фестивалот ќе биде познатиот глумец Гораст Цветковски, а 5-часовната програма ќе донесе свежина во културната понуда на градот во предвечерието на празниците пред Света Богородица и патрон празникот на општината Свети Јоаким Осоговски. Младата популација од Крива Паланка ќе има едно несекојдневно збиднување, каде ќе се сплоти целата енергија на слаге и забава.